Кога ќе ви се појави равенството недела плюс Штип, знакот за еднакво обично ќе ве одведе до резултат, одмор и пастрамајлија. Но оваа недела беше исклучок од тоа правило. Штип беше полн од други причини. Цел на собирот, протестен марш на ВМРО ДПМН, своевиден одговор на кампањата на власта. Причина – револт поради предстојниот референдум. Главна улога – Христијан Мицкоски, кој пред неколку дена им порача на граѓаните според својата совест да одлучат што и како ќе прават за референдумот. Како тие ја протолкуваа неговата порака? Не гласаме ние. Ние името си го сакаме. Оти треба некој да плате за тоа што ќе менјам лична карта, кој ќе плати тоа на мене? Вработен ли сам? Ја питат ли ме некој дали сам вработен или не? Јас ќе бойкотирам, нема да излезам на референдум. Не го признавам овој референдум. Не е валиден овој референдум. Како ја разбирате пораката на господинот Мицкоски секој сам да одлучува? Тоа е добро, секој сам да одлучува, ама треба да го поддржаме господин Мицкоски. Време е да се запре за АФИ компанија. Не е добро државата да го продаде името. Јас не би излегол и не го поддржал договорот помеѓу Грција и Македонија, затоа што мислам дека е штетен, дека се брише нашата историја, нашиот идентитет и нашиот јазик. Така да не би го поддржал и не би излегол да гласам ниту за, ниту против. Ја не гласам. Вој за Македонија срамота е. Неизбежен декор и овој пат беа обележјата карактеристични за патриотските здруженија. Низ штипските улици маршираа лица кои јавноста добро ги памети. Поранешни функционери и експерти, но и еден реформатор. Сепак помеѓу сите нив не го забележавме Митко Јанчев, потпредседател на партијата, градоначалник на Кавадарци и човек кој изјави дека треба да се излезе и да се гласа на референдумот. Надвор од камерата, на собраните коментираа дека Јанчев немало да биде пречекан со воодушевување. Додека едни маршираа, за други овако да се случуваше во некој друг град. Кафулињата и пијачките беа поинтересни. Стотиците граѓани го наполнија центарот за да ја слушнат првата порака на Мицкоски откако референдумското прашање го препушти на нивната совест. Реториката и партискиот фолклор не се разликуваа во однос на настапите и собирите во претходните години. Но она што е поразлично е што симпатизерите на собраните многу послободно и поотворено одговара на новинарските прашања. Она што на многумина ќе им остане во сеќавањето е еден гест на Мицкоски, кој откако порача дека лидер треба да знае да клекне пред членството, тоа и го покажа. Со промената на раководството се чини се променија и некои навики, па симпатизерите кои беа навикнати да слушаат говори со часови, вчера можа да им се препуштат на пастрамајлиите и штипското гостопримство, веќе по само 1 час.